Добро вечер со уште едно најново издание Код. Овој пат анализираме одредени сегменти по изборниот процес. Недореченостите во законите овозможуваат авионски изборен туризам во општина Кичево. Но дали е изборен подкуп, купување и подарување авионска карта за да дојдете од дома, каде што живеете, до онаму каде што имате живеалиште, само за да гласете за оној кој што ве организира и ви го плаќа патот? По правило треба да биде проверено од истражните органи, бидејќи наликува на кривично дело кое веќе го има во кривичниот законник, велат експертите и професорите кои ги консултираше и со кои разговараше Код. Се обидовме и да дознаеме колку чини чартер лет од Швајцарија од фирма која изведе дел од изборните летови. Код беше и во Гостивар. Таму не се постигна цензус во првиот изборен круг, па ќе се прегласува. Чудно е толку голем меѓуетнички богат град да не може да избере градоначалник. Останете со Код. Селење и транспортирање на гласачи не е нова работа за избори во Македонија. Но стара вест е дека нема никаква реакција и регулација. Покрај авионите, порано беа во игра и преселби на гласачи и внатре во државата од една општина во друга, за да се засили партиското членство во послабите општини. Иако валкани, овие трикови не се гонат законски, бидејќи не се регулирани за казнување. Најмногу се случуваат во етнички или партиски поделени општини за време на локални избори. Но оваа година имавме иновации во предизборните трикови, за што беше искористено намерно оставеното ѓубре и смет по Скопје. Чистење со туги камиони од страна на кандидати, а не градоначалници на општини, беше искористено и за предизборни спотчиња за кои антикорупцијската комисија по изборите во одговор до Код тврди дека станува збор за неетичко изборно и комунално однесување. Покрај тоа, за изборите имаше и тврдење дека во избирачкиот список се уште се присутни починати, имаше обвинување дека се подкупуваат гласачи со бело брашно, ама пченично, а не беа ретки слики кога кандидатите за градоначалници се шетаа со министри по здравствени објекти полни со пациенти или припуштање на компјутерски системи за државната администрација. Миомир Серафиновиќ на оваа тема. А внатре во авион, над 30 редови полни со патници со дигнати 4 прсти, како асоциација на редниот број на избирачко ливче. Тргнуваш од дома во Швајцарија, доаѓаш дома во Кичево за да гласаш за градоначалник и комунални проекти, хигиена и полнење дупки со асфалт. Тоа се случува исклучиво за локални избори и е старо трикче на политичката партија. Буквално навлегува во делот на клиентелизам и подкуп при избори и гласање, бидејќи се врши влијание на со тоа што ако некој му се овозможи да патува и да дојде тука, на одреден начин се врши и подкуп. Но македонската комунално-партиска сцена не мируваше ниту на полето на иновациите. Меѓу двата круга се искористи на собраното скопско ѓубре, за да се сниме предизборно спотче како кандидат на територија на општина каде има друг градоначалник и советна функција чисти. Ние имавме ситуација во кои што лица, кои што во моментот беа само кандидати за градоначалници, јавно укажуваа на тоа дека ја користат помошта од другите општини за да се исчисти сметот во Скопјето. Тоа доведува во прашање, бидејќи сепак тоа лице во моментот на побарување на таа некаква помош е физичко лице кое што не обавува јавна функција. На кој начин достапно му било пристапот и можноста за да дојде до тие општини, за да ја побара таа помош и на кој начин истата ја договорил. Секако не изостана и некои веќе познати трикови. Поделба на брашно, бело, тип 400 и 500 во населби каде живеат посиромашни граѓани. Кандидати за градоначалници со партиски колеги министри и директори се шетаа по болнички ходници и административни згради за промоција. Повторно, гласачи си ги наоѓаа починатите родители на избирачки список на гласачките места. Имаше и обвинувања за подкуп со пари. Изборите заврши.
победниците полека ги заземаа своите стари или нови фотељи, а од Брисел преку уште еден извештај за напредок стигна ред пофалби, но и повторени лоши оценки за избори и надгледување на изборни кампањи. Постојаните недоследности, празнини и двосмислени толкувања ја загрозуваат правната сигурност. Дополнително, незиниот надзор на ДКСК врз финансирањето на изборните кампањи останува слаб поради несоодветната законска рамка, ограничените ресурси, рачната обработка на податоци и недостатокот на планирање. КОД ги провери двете табли за слетување на Скопскиот и Охридскиот аеродром. За 2 дена, во изборниот викенд, има вкупно 9 авиони така наречени чартери. 5 авиони се на компанијата Хелветик од Швајцарија. Се обидовме да ангажираме авион за повратен лет од Швајцарија за викендот на 15 ноември, за да ја видиме цената. Благодарам за брањето. За жал, немам авион на располагање. По дописот од менаџерот за продажба, Арно Јос, испративме новинарско прашање до прес-службата на Хелветик за летовите во изборниот викенд, кој ги организирал и колку платил. Helvetic Airways има оперативни регуларни летови за Охрид и Скопје од 2006 и има голема редовна клиентела. Имавме голем број барања за викендот за кој прашувате и поради тоа одлучивме да организираме летови за Охрид. Поради заштита на лични податоци не може да ви дадеме информации за лични податоци на патниците и за цената. Код се распраша за цената и според познавачи на воздухопловната индустрија, цената на еден повратен чартен лет би требало да биде околу 30.000 евра. Цената не е проблем, туку кој ја платил и дали тоа е дел од изборната кампања. А тоа е задача за антикорупцијската. Од Државната комисија е доставена пријава со наводи за организирање на превоз на граѓани од странство, кои се запишани во избирачкиот список, како и наводи за сомневање за подкуп при изборите и вршење на недозволено влијание. Согласно законската опрска, пријавата ја доставивме до надлежниот јавен обвинител за негово надлежно постапување. Во однос на делот на прашањето за правење кампања во странство, одговорот е идентичен. Поранешниот антикорупционер Владимир Георгиев посочува каде и како обвинителството треба да истражува. Токму членот 16 од 162 од кривичниот законник би рекол, упатува на ова кривично дело на подкуп, односно на корист, како што е наведено во самиот кривичен законник, односно во овој член, доколку се возможи, односно му се понуди одредени бенефици или бенефит на избирачот за да го оствари своето право. Сега тука е прашањето кој е тој бенефит. Знаеме дека можеби се даваа и прехранбени производи, пари, меѓутоа и самото плаќање, доколку е тоа така, на авионски билет да дојде тука да го оствари своето право е кривично дело. Од обвинителствата на нашите прашања за членот 162 од кривичниот законник одговорија дека јавните обвинителства низ државата постапуваат по сите пријави и известувања за сомнежи. Дел од предметите вклучуваат наводи за подкуп при избори и гласање кои се проверуваат. Во однос на евентуален сомнеж за незаконито финансирање на изборна кампања, што опфаќа дел од вашето прашање, надзорот на трошењето и сметките на политичките партии е во надлежност на други органи, кои доколку утврдат елементи на кривично дело, за тоа треба да го известат обвинителството. Државната изборна комисија ни одговори дека не е надлежна ниту за авионскиот превоз на избирачи, ниту за проверка на финансиите во кампањата. И во изборниот институционален триаголник имаме една ненадлежна и две институции кои се префрлаат на другиот, што треба да се провери. Пошто навистина немаат цврсти докази за ова, има наводи, меѓутоа едноставно они може да проверат дали има зголемен обем или фреквенција на летови токму во овој период. Не оние што се редовни летови, него дополнителни. Доколку е тоа така, веќе може да се оди и понатаму да се проверува кој ги организира тие летови, како се платени и така натаму. Мислам дека и самите организатори на изборни кампањи се прилично внимателни да го тоа заскријат некако. Најдобро би било кога некој од самите тие гласачи тоа го пријави, но како што велам, кај нас се уште
немаме таква навика во гласањето да се пријавуваат овакви случаи. Проблемот со швајцарските кичевски гласачи е што дупката е во законот кој препишал социјалистичка терминологија и остава можност иселени луѓе да гласаат на општински избори. Дел од нив, веројатно и мотивирани од политичките партии, се враќаат за гласање во локалните заедници, што до некаде ја руши и смислата на локалната самоуправа, бидејќи идејата на постоење на локална самоуправа е за локалната самоуправа да одлучуваат луѓето кои што навистина живеат во заедницата, а не луѓето кои што се иселени од заедницата и кои што доаѓаат само на одмор или само на денот на изборите. А вториот момент е затоа што кај нас гласањето на локалните избори има една специфична етничка димензија. Според актуелните закони, важечките закони во Македонија, постои рок во кој треба да се пријави отсуство од државата, односно напуштање на живеалиштето и на државата. И затоа, доколку не се стори, следуваат, да кажеме, казни, прекршоци, глоби. По надлежна институција МВР, дали не сака да го прават тоа или немаат доволно капацитети за да го спроведуваат законот. Ке политичарите постои нешто што се нарекува политички опортунизам. Никој не сака да се замери со гласачите, особено не сака да се замери со диаспората, бидејќи знаеме дека во добар дел економијата зависи од девизните трансфери. Проблем останува живеалиштето. Кај нас е потребно законски да се регулира дека после определен број на години, не мора тоа да биде само една година, веројатно една година е прекраток период, меѓутоа тоа привремено мора да се дефинира од до е привремено, а после тоа веќе да се сметаат тие лица за трајно иселени. Но летовите откриваат и друга работа. 4 од 9 се изведени од страна на известна Caspian Airlines. Оваа компанија е од Иран. На незината веб страна секако стои слика од ајатолахот и податоци на персиски јазик. Ама во интернет податоците за Caspian стои дека оваа иранска авиокомпанија е на црната листа на САД со забрана за финансиски трансакции на американски субјекти кон неа. Гревот е што Caspian Airlines обезбедувала поддршка на елементи на иранската револуционерна гарда преку транспорт на персонал и нелегален материјал, вклучително и оружје од Иран во Сирија. Првата забрана е од 2014. Црната листа е дополнета 2 години подоцна, а на листата американски санкции се ставени помали ирански или компании од други делови на светот поради тоа што набавувале резервни делови за американските Boeing авиони со кои располага Caspian Airlines. Таква компанија и такви авиони слетувале во Македонија за изборниот викенд. Организацијата на летовите на Caspian била од двајца во Швајцарија, кои под мотото «Со љубов за Кичево» преку Facebook ги продавале картите за 190 швајцарски франци, односно за околу 12.500 денари. За лет на 120 патници вкупната цена е 24.600 евра, а имало и дополнителни трошоци и карти и за автобус. Повторно, прашањето е кој плаќал и дали парите ќе се рефундираат од изборната кампања. Но лошиот закон и преширокиот избирачки список прават проблем со цензусот. Имаме избирачи на списокот кои не ја виделе Македонија со години и децении. Ние сега ќе повторуваме избори во 4 општини, затоа што не можеше да се постигне цензусот токму поради овие, би рекол, во стварноста фиктивни гласачи, бидејќи тие не живеат во заедницата. Дел од нив, освен за жал, ако не се работи за вакви етнички причини, немаат никаков мотив да патуваат за да гласат, особено на локални избори, но со своето присуство на избирачкиот список, тие вештачки го креваат цензусот и го кочат изборниот процес, оневозможувајќи им на оние кои што вистински живеат во заедницата, односно во општината, да ги изберат градоначалниците на општините. Повеќе кандидати на владеачката коалиција пред изборите се прошета и снимеа предизборни видеа за кампања. Покрај една нова, непосакувана скопска знаменитост – купишта ѓубре.
се сликаа како покрај Кале, со камиони од други општини надвор од Скопје и собираа гласови за активност со проблемот од 19 век кој го погоди Скопје 2025. Антикорупцијска првично меѓу двата круга не виде проблем, иако наведе дека кандидатските активности со ѓубрето од некого, цитирам, може да бидат перципирани како начин на изборно представување на кандидатите во изборната трка. Тврда дека затоа барале изборни законски измени. Но потоа, на прашањето на Кот, откако кандидатите со такво поведение победија, а двајца менаџери од комунална хигиена се осомничени во притвор, сега ја оспоруваат нивната етика и морал. Државната комисија за спречување на корупцијата укажа дека е неетички актуелната ситуација со комуналниот отпад во Скопје и пружената помош од другите единици на локална самоуправа да се користи за изборна кампања. Прашањето е како антикорупцијска утврдила дека предизборните клипчења со очистење ѓубре се етичко, а не корупцијско прашање. И зошто, кога имало такви прекршоци на закон, не излегоа да ја предупредат јавноста на таквото однесување на кандидатите. Би рекла за жал пред се, Државната комисија за спречување на корупција ненавремено не извести, односно не беше јавно достапна за граѓаните, за тоа дека да им укаже дека ова на некој начин може да представува злоупотреба на јавните ресурси. Логично е општините да се помагаат помеѓу себе и затоа постојат оние меѓуопштински договори кои што ги имаат општините помеѓу себе и тоа не им е страно на општините во минатото и па дури сега тоа редовно се спроведува помеѓу одредени општини. Овде кај што треба да се пашаме дали во овој меѓупериод имало такви меѓуопштински договори, што опфаќале тие договори, на кој начин можело да се овозможи помагањето од една општина надвор од територијата на Скопје, на скопските општини да им помогне во чистењето на сметот и на кој начин истата била побарана, а и од кого. На грбот на граѓаните кои има мака, се правеше кампања. Подиректен е Георгиев. Аспектот дека па се промовираат тие работи со кандидати за идни градоначалници уште повеќе ја влошува сликата за изборите што генерално се спроведуваат кај нас. Значи, на одреден начин дефинитивно се нарушува самиот интегритет на изборите преку оваквиот начин на работење. Повторно велам, под закрила дека се штити јавниот интерес, хигиената и здравјето на граѓаните, сепак е суптилно искористена да се влијае токму на избирачите со цел да им се вети дека доколку го оствара своето избирачко право во интерес на одреден од кандидатите, градот ќе им биде чист. Но антикорупцијска за сега не гледа своја улога во расветлување на овие според неа етички злоупотреби. Иако кандидатите од ѓубреџиските предизборни клипчења, ако играат по закон и ги почитуваат изборните правила, ќе треба да ги пријават и камионите од внатрешноста, бидејќи станува збор за јавни средства и за пари. Првиот елемент што институциите треба да го разгледуваат, што може да имало некакво влијание во изборниот процес е токму тоа каква била улогата и зошто и на кој начин постапувало на начин на кој што постапувало самото комунално претпријатие. Скопје избра градоначалник со едва третина излезени гласачи. За сега не е познато дали игрите со ѓубрето предизвикале неколку проценти апстиненција на изборите. Ама дека нема гласачи, нема. Особено во некои македонски краишта каде што се трошат пари за избори без решение за избор. Например, општина Врапчиште имаме значително повеќе избирачи отколку што имаме жители во општината. И тоа е навистина еден апсурд кој не сме да се толерира. Од друга страна, диаспората доаѓа да гласа, а има и уште еден феномен. Кога на локални избори во ЕУ држави гласаат и македонски државени, најчесто затоа што имаат бугарски пасоши или пасоши од други држави од Европската унија. Тие фактички можат да гласаат и кај нас, и таму, ако имаат двојно државенство, двојни пасоши. И кај нас, и во Бугарија, и во третата земја членка, односно во другата земја членка на Европската унија каде што живеат, односно во 3 држави. Со тоа што таа другата држава членка на Европската унија не може да гласаат, како што реков, на парламентарни избори, иако има председателски.
Па така, Македонија нема само двојни гласачи од Швајцарија, туку и многу тројни гласачи со бугарски и ЕУ патни исправи. Со тоа се исцрпува фондот на избирачи во Македонија, а запишаните избирачи од странство се користат во опасните партиско-етнички битки. Стари законски одредби се уште го оптоваруваат законодавниот, а со тоа и изборниот систем во државата, поради што може да се случува транспорт на гласачи или прекршок во избирачкиот список, објаснуваат за код професорите на Скопскиот правен факултет Денис Прешова и Александар Спасов. Треба измени и треба конечно да се стави ред, дека за локални избори може и треба да одлучуваат тие што живеат во таа средина, а не оние кои се иселени на некој остров или во град под Алпите, например во Швајцарија. За оние македонски државјани кои гласаат на локални или регионални избори во земји членки на Европската унија, треба да се знае дека имаат или бугарски пасош или пасош на друга земја членка и затоа им е овозможено гласање на општински и регионални избори, објаснува професорот Спасов. Професорот Прешова оценува дека треба сериозна промена на изборниот законник, бидејќи проблемите кои се повторуваат предизвикуваат многу други изборни и општествени проблеми, од безбедносни до оние најопасните за Македонија, меѓуетничките односи. Професорот Прешова завршија уште едни локални избори и ни се повтори уште една слика која ни се повторува, да кажеме, за локалните избори, односно како десетици авиони долетуваат во Македонија и носат гласачи од странство, од диаспората, кои може да бидат нели одлучувачки, кои се насочени токму кон едно место, најчесто кон општина Кичево. Прашањето е како може луѓе кои живеат со години, па некои со децени надвор од државата, се уште да може да гласат во Македонија и тоа за локални избори. Како е тоа регулирано во законот? Се отвори дебатата уште претходно во однос на прашањето кој е критериумот за остварување на гласот на локално ниво. Дали тоа да биде живеалиштето или престојалиштето, особено кога престојалиштето трае подолг временски период, над 3 години, над 5 години и слично. Нашата законска рамка, особено изборниот законник, предвидува критериум да биде живеалиштето. И тој критериум го предвидува и кај пасивното избирачко право, особено кога станува збор за кандидирање на градоначалници и за кандидирање на членови на општинските совети, а не престојувалиштето. Значи, кај нас живеалиштето е основниот критериум, иако во голем дел веќе на земји, особено во Западна Европа, гледаме дека престојувалиштето е тоа што предничи како критериум дури во однос на државјанството. Така што имаме ситуации каде што на локални избори, и тука не говориме само во контекстот на Европска унија и државјанството на ЕУ, туку говориме и за така наречени трети државјани на трети земји, каде што на локално ниво им се дозволува без оглед на државјанството. Значи, дури престојалиштето е побитен критериум за гласање, за остварување на активното избирачко право во однос на државјанството. Така што од тој аспект ние треба да се запрашаме дали навистина живеалиштето треба да биде критериумот, каде што многу често се случува да наши селеници, наши државјани кои живеат во странство подолг временски период, се немаат одјавено од државата, се уште го имаат живеалиштето тука, се случува да имаат по 2 живеалишта, не се води доволно евиденција и мораме да бидеме искрени дека ова е предизвик за многу поразвиени системи од нашиот и општества, и поради тоа се јавува проблем, каде што формално ние на избирачкиот список ги имаме регистрирано врз основа на регистарот на државјани сите носители на држанство на сега веќе Република Северна Македонија. И врз основа на тоа им се овозможува правото на глас на сите тие без оглед каде се наоѓаат, каде што за парламентарните избори го имаме детерминирано критериумот, активирање на гласање во странство, односно го имаме разработено, доколку не тие може да гласаат во државата. И истиот принцип го аплицираме на локални избори, иако станува тип за различен тип на избори, каде што особено долготрајното престојувалиште може да представува еден од основните, ако не и клучен критериум во однос на гласањето. И тука се јавува проблем. При тоа би сакал да истакнам дека треба да внимаваме, бидејќи често се поставува во етнички контекст сето ова, и знаеме зашто се алудира на Кичево и на кога алудирате во прашањето.
и би требало да бидеме внимателни, бидејќи тоа не се случува само по етничка линија. Тоа е нешто, односно, само во рамките на еден етникум. Тоа е нешто што се случува и кај останатите. Ние сме имале претходна ситуација исто така во Кичево, каде што и ВМРО и СДСМ коалицирале, условно речено, и за тие избори за градоначалник во Кичево, но имаме и внатре во рамките на државата ситуации со ова разликување помеѓу живеалиште и престојувалиште. Да речеме, многу лица живеат во Скопје, но и тоа подолг временски период, но гласаат во местото на нивното живеалиште и така натаму. И тука се случуваат исто така ситуации каде што се обезбедува превоз, се стимулираат на еден или на друг начин, но се мотивираат да дојдат во местото на своето живеалиште и да го дадат својот глас, иако реално логиката е дека вие треба да бидете тангирани од локалните прашања во местото каде што престојувате и живеете подолг временски период. Тие не живеат таму, но повторно гласаат и влијаат на локалните избори во овие општини. Според законот постои можност, односно обврска на надлежните, во случајот МВР, да ги регистрира, да води евиденција на луѓето, државјаните кои се иселени, односно заминале од државата и немаат престој тука, а за непријавување предвидени се нели казни, глоби, прекршоци. Меѓутоа, знаеме дека во реалноста тоа не се случува. Зошто МВР тоа не го прави? Не можам да дадам одговор дали е навистина заради отсуство на некаква волја, желба или отсуство на капацитети. Ние знаеме дека уште од 92 година го имаме законот за живеалиште и престојалиште, кој континуирано е предмет на некаква измена. Гледаме дека кога станува збор за странци, знаат да бидат доста ригорозни службите, управните служби на МВР. Но од друга страна, гледаме дека имаме сериозен проблем во однос на почитување на обврските кои произлегуваат од овој закон кој го спомнав за живеалиште и престојувалиште и кои исто така каде што не само МВР, туку и граѓаните се тие што очигледно не го почитуваат самиот закон, а МВР не ја води соодветната контрола, дали на граничните премини кои ќе се враќаат. Така да имаме проблеми на повеќе нивоа кои би требало да бидат соодветно третирани и адресирани. Сте слушнали или сте виделе или имаше, например, и по социјални мрежи, па и по интернет медиуми, каде што се објавува повици, односно реклами за туристички агенции кои организира овој вид на изборен туризам, односно се продава карти за гласање, автобуски карти и така натаму. Сте налетали на такви? Што мислите за тоа? Не, ја не сум сретнал, сум слушнал за некој од нив. Со цена, со се. Да, тоа го доведува сериозно во прашање изборниот процес, прашање на агитација, на подкуп, дали се работи за дури за подкуп, треба да се отвори таа дилема, дека наводно, според кажувањата, се плаќаат, се купуваат авионски карти, повратни билети, особено од одредени дестинации, за да можат тие да дојдат. Ако се сеќавате, ние претходно имавме дури од Скопје, транспортот се оневозможуваше, имавме препреки некакви по патот и така натаму, така да гледаме дека тоа отвара други сериозни проблеми со таков тип на обструкции, па и внатре во државата и слично, особено кога ќе имаме такво гласање блоковско, по етничка линија, партиски, значи проблематизирања во однос на кандидатите и изборите, така што лично не сум видел, но да сум слушнал и представува проблем во секој случај. И треба да се испита подетално се. За кого би било тоа работа? За обвинителството, антикорупцијската, државната изборна комисија? Сите институции би требало да бидат вклучени до вие што ги спомнавте во однос на различни аспекти на овој проблем. Колку такви селења на гласачи, преселување на гласачи се случуваат и на светска сцена на меѓународно ниво? Има ли такви примери во меѓународната изборна пракса? За селење на гласачи во оваа смисла се случува во некои од системите, можеби со помалку развиена правна рамка. Видете, водењето на оваа евиденција е предизвик и за многу поразвиени системи од нашиот. Тука да немаме дилеми. Ова е уште едно од неколкуте или од повеќето прашања кои треба да се отворат во однос на изборниот процес, изборниот законник. Еден проблем отвара и во некако фокус става и одредени други прашања, така што гледаме дека многу прашања се наталожија и се на број во однос на причините зошто би требало да се пристапи кон една посериозна измена на изборниот законник. Впрочем, тоа е и дел од нашите обврски во однос на евроинтегративниот процес. Ви благодарам, професоре Прешова, за ова интервју. Ви благодарам и вам.
Според последниот попис, Гостивар има 33.000 жители, но само заради 22 избирачи не поминаа двајца кандидати во првиот изборен круг. Немаше цензус за 0,02%. Значи, наместо 1/3 гласале 33,31%. Изборниот круг ќе се повтори. Нема жители или има абстиненција. Код го провери и едното и другото. Например, во селото Кјафа, која е на границата меѓу општините Гостивар и Кичево, нема ниту еден човек, иако се регистрирани 23 гласачи, а во Гостивар, иако е врвулица од коли и жители, нема цензус. Марија Митевска беше во оваа општина. Село Кјафа, Гостиварско. Гласачко место 782. Регистрирани 23 гласачи. Но во ова село нема жив човек. И последниот попис од 2021 година покажува 0 жители. Сместено е на планината Добра вода. За од Скопје да се стигне до Кјафа потребни се околу 2,5 часа. А ако се следи навигацијата од мапата од Google, ќе треба и повеќе време. Води кон земјен и каллив пат и прашање е каде завршува. Сигурно не во Кјафа. Патот до ова село сепак е асфалтиран. Ознаки за правец на движење има само на албански јазик. Тесен е и со кривини, но покрај него царуваат боите на исента. Како што патот се поблиску води до селото, така и погледот од висина на дланка ги покажува селата од подножието на планината и термоелектроцентралата Усломеј. Селото е далеко од седиштето на општина Гостивар. На граница е со општина Кичево, на која и во минатото припаѓало. Џамијата која е на влезот во Кјафа, всушност се уште е дел од општина Кичево. Границата на двете општини, доминантно со албанско население, поминува точно покрај нејзиниот двор. Сред село не пречека знак. Јас сакам Кјафа, но се чини љубовта е само сезонска. Од џаците на куќите, кои не чадеа, беше знак дека таму нема никој. Некои куќи се оставени на забот на времето. Некои пак се гледа дека се одржувани и дека сепак во селото луѓе повремено има. Тоа го покажуваат и трите ресторани, кои овој есенски ден не работеа. Единствена трага дека во Кјафа сликата е поинаква во одреден период од годината, дојде од неочекуван гостин во селото и селеник со потекло од Кичево, кој за време на посетата на родниот град дошол да пешачи по планината Добра вода. Бил и во текот на летото, тогаш всушност селото оживува. Во планинарските куќарки се сместуваат туристи. Инвестиција од иселеник во Америка. Очигледно беше од знамињата поставени на влезот од ресторанот. Во Кјафа видливо е дека освен за време на најтоплите месеци, постојани жители нема. Немало ни гласачи на првиот круг од изборите во општина Гостивар. Иако заведени се 23 гласачи, Државната изборна комисија констатирала 0 гласови. Во селото нема никакви знаци дека пред 3 недели имало избори. Овдека во селото Кјафа времето како да застанало. Само куќите сведочат дека во минатото тука имало жители, но сега тие фигурираат со име и со презиме само на хартија. Сите се иселиле, а сега Кјафа е село на духови. А тие 23 гласачи од Кјафа да го дале својот глас на локалните избори, ќе го обезбеделе потребниот цензус за првиот круг. Но гласањето за градоначалник на Гостивар заврши со излезност од 33,31%. Фалеа 22 гласови за да се оствари потребниот цензус од потребната 1/3 на гласови. Општината има 121 избирачко место. Вкупен број на избирачи е 82.893. На гласање излегле само 27.609 луѓе. Селото Кјафа не е единственото без жители. Уште едно кое припаѓа на истата општина е празно. Но селото Бродец, иако нема жители и има помал број регистрирани гласачи, односно 7, за разлика од Кјафа, на гласање излегле 4.
Уште неколку села од оваа општина во северозападниот дел на државата може да ги снајде иста судбина. Резултатите на ДИК покажуваат дека во селото Сушица од тројца регистрирани, двајца го дале својот глас. Во Долно Јеловце гласале само тројца од 10 регистрирани гласачи. Во Печково од 19 гласале само 9, а причините за ниската излезност се неколку. Една од нив е токму иселувањето. Традиционално во Гостивар немало голема излезност на гласачи и тоа е од повеќе фактори. Прво и најглавно е дека Гостивар е познат како град на иселеници, град на печалвари, каде што и по последната регистрација на популацијата покажува дека најмалку 30.000 граѓани од Гостивар живеат во странство привремено со работа и воглавно во тоа се должи ниската излезност на гласање на избори во Гостивар. И додека некои села се празнат, во Гостивар гласачите се зголемуваат. На претходните локални избори во 2021-та имало 79.090 гласачи. За 4 години бројката скокнала за 3.803 дополнителни имиња и презимиња на избирачкиот список. Заведе градоначалникот на Гостивар Валбон Лимани, причината за ниската излезност е токму избирачкиот список, кој според него не е пречистен како што треба. Секоја година ние имаме се повеќе и повеќе гласачи, а ако погледнеме на негативниот природен прираст што се случува скоро во повеќето општини во нашата држава, излегува дека ние секоја година или секој избори треба да имаме помалку гласачи, но ете се случи 2024 имавме негде околу 79.000, а оваа година пак имаме скоро 83.000, значи околу 40.000, околу 4.000 гласачи повеќе, што не се одесува со тоа што ни се случува со тој негативен природен прираст. Најголем број гласови освои токму веде градоначалникот Лимани, кој е поддржан од Националната алијанса за интеграција, околу 61%, а далеку зад него беа останатите кандидати од Левица Вреди и независните. Голема разлика во гласовите меѓу кандидатите ги подгрева сомнежите за тивок бојкот на гласањето. Од некои групи, ќе речам, или поединци било дадено инструкција на некои семејства, некои луѓе не излезат, знаејќи дека тука сме тенки со цензусот поради не знам кои побуди, но ете не сакам во овој момент да прејудицирам околу тоа. И на крај јас мислам лично дека е еден вид на бојкот или незадоволство или пак порака на граѓаните, не зборувам само за локалната власт, туку зборувам целосно за целава ситуација во Македонија и сходно на тоа по одреден број на луѓе мислат дека воопшто не вреди да се гласа, за жал. И Селими е на ист став. На некој начин информациите покажуваат дека имало и тивок бојкот од страна на политичките партии на власт за да не се постигне цензус. Откако ќе бидат објавени конечните резултати од вториот круг, ќе почне да тече рокот од 60 дена за повторување на гласањето во првиот круг во Гостивар. Тогаш нема да биде потребен цензус за да се избере градски татко. Тој што има највеќе гласови ќе ја добие фотелјата во општината, а прашање е дали до тогаш својата ќе ја задржи Лимани или ќе биде поставен владин повереник. Законот за локална самоуправа предвидува дека веде градоначалникот во случајов Лимани, кој беше назначен на функцијата, откако Арбен Таравари стана министер за здравство, ќе ја предводи општината, се додека не биде избран нов градоначалник на први наредни избори. Од друга страна, изборниот законник предвидува доколку не се избере градоначалник, владата да назначи повереник, кој ќе ги извршува работите од надлежност на градоначалникот. За универзитетскиот професор Денис Прешова нема јасен дефиниран одговор на дилемата кој во овој момент треба да одлучи кој да биде градоначалник на Гостивар до изборот на нов. Тоа е сериозна дилема, тоа е во контекст нели на општината Гостивар и градоначалникот на Гостивар. Ви имате ситуација во која не само градоначалникот, туку и советот
исто така поради излезноста се проблематизира прашањето на новиот совет, односно изборот на новиот совет и прашањето од кого го има добиено мандатот и да биде веде градоначалник. Тоа е од претходниот совет, дали сега со новиот совет ќе биде поинаку, дали односно кај излезноста ќе се проблематизираат и други прашања, односно како да се разреши проблемот со институционалниот вакуум во оваа смисла. И тоа е сериозна дилема, прашањето дали треба принципот да локалните власти и на локално ниво се одлучува за сите овие прашања и во кој момент треба владата да интервенира во овие прашања, особено посебно се поставува доколку и по овие 60 дена не успее повторно да се избере градоначалник, бидејќи не заборавајте правилата ќе бидат исти и во однос на следните избори, така што ќе треба да се видат различни толкувања во овој момент да ги разгледаме и да видиме кој е посоодветната алтернатива, бидејќи немате јасно дефиниран одговор на дилемата кој би требало во овој момент да одлучи во однос на тоа кој ќе биде градоначалник во интерим период, односно овој период до изборот на новиот градоначалник. Сето ова што се случува во Гостивар, но и во Маврово, Ростуше, Врапчиште и Центар Жупа, каде исто така ќе има повторно гласање, го покренува прашањето дали е воопшто потребно да ја има границата од најмалку 1/3 излезност на локалните избори. Според Селими, бараниот цензус треба и понатаму да остане како правило. Тоа е една главна мотивација на за граѓаните да излегуваат и да бидат активно вклучени во избор на тие што ќе го водат нивната општина. И мислам дека треба да остане, поради тоа што му дава многу поголем легитимитет и на градоначалникот и советниците, но во исто време ги покачува и очекувањата од граѓаните, но и одговорноста на самите избрани лица. Со него не се согласува Лимани, кој пак смета дека иселувањето е голем проблем, а тоа се одразува и на изборите. Ниту една земја од регионот, па ни од Европската унија немаат цензус. И знаејќи што ни се случува последниве 10-15 години, кога гледаме дека за жал масивно заминуваат граѓаните, од едни локални избори до други, додека се зголемила бројката на гласачи во општина Гостивар, излезноста сепак се намалила. Селото Ќафа е спротивно на овој тренд. Од тогаш регистрирани 40 гласачи, тројца го дале својот глас на локалните избори во 2021-та. Повторното гласање на овие избори ќе биде повторна шанса за некој од гласачите во селото да влијае на одлуката кој ќе ја предводи општина Гостивар во наредните години. Ова беше анализата на КОТ за локалните избори. Се гледаме идната недела во исто време. Имајте пријатна вечер.